Здраво, другарчиња! Здраво, другарчиња! Еве сме ние, спремни за уште една дружба со вас. Така ли е, Мики? Секако. Да, нашите другарчиња постојано ми велат дека многу сакат да ги слушаат песничките на татка Кате. Па затоа, мој предлог е денеска повторно да започнеме со убава песничка, на пример, за времето. Па таа ми е меѓу омилените. Договорено тогаш. Спремен, Мики? Спремен. Одиме, другарчиња, заедно да ја испееме песничката за времето. Какво е времето денес? Хајде ние да видиме, дали врне или вее, или златно сонце грее. Какво е времето денес? Ајде ние да видиме, дали врне или вее, или златно сонце грее. Браво! Браво, браво! Секогаш е убаво кога си пееме. Тетка Кате, Молам. што ќе учиме денес? Денеска, дечиња, ќе ве запознам со формите. Еве овде можеме да забележиме неколку форми. Форми? Како триаголник? Баш така. Браво, Мики. Еве го нашиот триаголник во црвена боја. Го гледате, дечиња? А дали може дечињата гласно да ми кажат што гледате над триаголникот? Ја препознавате таа форма? Тоа е срце. Така. Мики, јас сум сигурна дека ти знаеш што е ова. Зелена боја има, се наоѓа веднаш до тебе и вака оди во круг. Тоа е круг. Така, круг. А под кругот веднаш долу ни се наоѓа правоаголник. Правоаголник. Нашиот правоаголник е со жолта боја. Веднаш до правоаголникот со зелена боја се наоѓа квадрат. И тоа е форма квадрат. И сега одиме над квадратот да видиме што форма е тоа. Имаме 6 страни. И таа форма се нарекува, дечиња, шестоаголник. Шестоаголник, Мики. А сега ќе ги повториме. Ќе почнеме од кругот. Круг, шестоаголник, срце, правоаголник, квадрат и триаголник. Браво! Формите, Мики, можеме да ги сретнеме околу нас. Тие се секаде. Например, ние често кога зборуваме за деновите во неделата, овде во овој агол го гледаме срцето. Браво, дечиња! А се сеќавате кога зборувавме за емоциите? Во каква форма е ова? Во круг. Браво! А кога тетка Кате секогаш ги покажува буквите, ова картонче е во правоаголна форма. Гледаш, Мики? Да. Форми има секаде околу нас. На правоаголникот што ви го покажав, сигурно забележавте нова буква. Дали, Мики, ја знаеш оваа буква? На што ти личи? Ја знам таа буква јас. Ние ја учевме. Тоа е буквата Г. Така е. Личи на буквата Г. Меѓутоа има еден апостроф горе и веднаш станува Г. Тоа е буквата Г. Да. Како ѓавол? Да, како ѓаволче. Г големо и Г мало. Еве го
ѓаволчето што го спомена Мики. На Ѓ може да биде ѓавол. Овде можете да препознаете ѓезве. Ѓ, ѓезве. А исто така може да биде ѓеврек. Ѓ, ѓеврек. Многу сакам да јадам ѓевреќе. Многу е вкусно. А јас пак многу сакам да си варам чајче во моето ѓезве. Сега знам што следува. Што? Следува песничката за буквата Ѓ. Така е. Откако се запознавме со буквата Ѓ, време е да ја кажеме и песничката. Ѓ е за ѓеврекот на Ѓоко, кој кимна на Ања со неговото око и кажува на мама чајче да стави во неговото омилено ѓезве да свари. Убава е? Прекрасна песничка. Така, јас многу сакам да им пеам на дечињата, за да можат уште полесно да се ги запаметат буквите што ги учат. Да, добар начин е тоа. Испеавме песничка за времето денеска, а мој предлог е да ја испееме и песничката за броевите. Знам зошто. Зошто? Бидејќи во наредното видео ќе ги учиме броевите од 11 до 15. Така е. Другарчињата наши веќе се спремни за да учат уште повеќе. Така ли е, дечиња? Така е. Ајде, Мики, за оваа песна ни треба да си весел, да играме и да пееме. Подготвен? Да ве видам сите на нозе. Почнува песничката за броевите. Знам една песна за 1, 2, 3, во која ќе запееш и ти. 4 и 5, сладка како мед, ќе биде песната наша. За 6, 7 и 8, ќе пееме сите на глас. Но штом ќе го слушнеме 9, одиме сите во кревет, за да не се лути песнава наша. Ке го кажеме и бројот 10, а сега да ве чујам јас. Пееме сите на глас. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво за сите! Браво за сите дечиња што игра! Браво за Мики, браво за тетка Кате! Броеви, букви, песнички и форми. Забавно е со тетка Кате, нели, Мики? Секако. А што денес ти се допадна најмногу? Формите. Многу ми е интересно кога учиме нови работи. Интересно, убаво, забавно. Само за децата. Дечиња, голем поздрав од мене и од Мики. Бидете насмејани и убави. Имајте убав викенд. Се гледаме наскоро. Чао, чао!